Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ве поздравувам во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Во најавата за денешното издание на емисијата го кажуваме следното. Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола постигна еден од своите најзначајни истражувачки успеси во последниве години. На јавниот конкурс од Министерството за образование и наука за финансирање научно-истражувачки проекти одобрени се 5 проекти на единиците на УКЛО, со што универзитетот се најде на второто место меѓу државните универзитети, научните институти и Македонската академија на науките и уметностите, веднаш зад Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Уште 2 проекта кои Министерството за образование и наука ги одобри се за 2 придружни членки на УКЛО, на Хидробиолошкиот завод од Охрид и на Институтот за старословенска култура во Прилеп. Одобрените проекти покриваат клучни области и се однесуваат на истражувања што има директен придонес и кон зелената и дигиталната транзиција на општеството. Вкупниот износ за финансирање по проект изнесува до 8 милиони денари, а истражувачките тимови треба да ги завршат до крајот на октомври 2026 година. Ова беше повод за средба со медиумите, која се одржа пред почетокот на првиот уписен рок за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во новата академска 2025-2026 година. На средбата се упати пораката дека УКЛО ги поврзува новите академски генерации со значајните научни придобивки. На настанот, покрај представници од раководството на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, присуствува и главни истражувачи, декани, представници од единиците и придружни членки на Универзитетот, носители на проектите. Ректорот, професор доктор Игор Неделковски, пред нив и пред медиумите, посочи дека со овие резултати се афирмира научно-истражувачкиот потенцијал на УКЛО, благодарение на поддршката од Министерството за образование и наука. Министерството за образование и наука, по мое сеќавање, после 15 на години објави конкурс за финансирање на научно-истражувачки проекти во повеќе категории и тука во делот на Smart Specialization, таа е паметна специализација дефинирана од нашата влада и Европската Унија, која дефинира 4 вертикални, 2 хоризонтални и 1 глобална оска, значи 7 фактори на развој на Македонија во наредниот период. И со гордост можам да кажам дека на конкурсот на УКЛО беа одобрени 5 научно-истражувачки проекти на единиците и 2 на придружните членки. Вкупно 7 проекти, со што УКЛО се етаблира како втор универзитет во државата по бројот на одобрени проекти, далеку пред, после УКИМ се разбира, УКИМ сепак е поголем од сите други универзитети заедно, но далеку пред сите останати универзитети и МАНУ. 15 години на нула инвестиции во науката на универзитетите во Македонија. Ова беше голем исчекор и на владата, што одвои средства за оваа намена, МОН кој ги реализира тие средства, а за нас како универзитет после 15 години прво памашко со народски речник речен.
Главните истражувачи, академски кадри од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и проекти што добија поддршка се Весна Антовска-Најц за проектот Математички модели во машинско учење за паметно земјоделство и храна со повисока додадена вредност од Технолошко-техничкиот факултет од Велес, потоа Билјана Јордановска-Шишковска со проектот Информативен систем за агрохемиски својства и загаденост на земјоделските почви од Научниот институт за тутун од Прилеп, Гордана Димитровска со проектот Паметна платформа за мониторинг на крави и производство на функционален млечен производ од Факултетот за биотехнички науки Битола, Ангелина Станојовска за проектот Употреба на дигитални платформи и распространетоста на сајбер насилството во училишните средини од Правниот факултет Кичево и Цветко Андреевски со проектот Примена на предвидувачка аналитика и вештачка интелигенција за унапредување на туризмот во Северна Македонија од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Како што кажавме, одобрени се уште два проекта на придружните членки на УКЛО. Проектот Лимнолошки истражувања на Охридското езеро на Хидробиолошкиот институт од Охрид со главниот истражувач доктор Орхидеја Тасевска и Византиските монашки центри во Република Северна Македонија, традиција и континуитет од Институтот за старословенска култура од Прилеп, каде главен истражувач е доктор Александар Василевски. За добиените проекти зборуваа деканите и главните истражувачи. Во неколку наврати во емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола ќе имате можност со нив да се запознаете и вие, почитувани слушатели. Денеска тука ќе слушнете за проектите што ќе се реализираат на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, Факултетот за биотехнички науки во Битола и на Научниот институт за тутун во Прилеп. Останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имаат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи,
Сите проекти од единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кои добија грантови од Министерството за образование и наука, опфаќаат клучни општествени, технолошки и земјоделско-еколошки области. На Технолошко-техничкиот факултет ВЕЛЕС, како што кажавме, му е одобрен проектот Математички модели во машинско учење за паметно земјоделство и храна со повисока додадена вредност. Деканката на факултетот, професор доктор Везирка Јанкуловска, изразувајќи задоволство што Министерството за образование и наука го одобри проектот со кој аплицира и упатувајќи благодарност до наставниот кадар на Технолошко-техничкиот факултет и посебно до главниот истражувач, професор доктор Весна Антоска-Најц, појасни што се опфаќа реализацијата на проектот. Проектот ќе трае до следната година, до крајот на 2026 година, и има за цел да се развие, односно да направиме развој на интелигентен систем кој што комбинира машинско учење, математичко моделирање и агросензорски податоци, односно сите овие алатки ќе ги комбинираме за да произведеме храна со повисока додадена вредност. Нешто што е, да кажам, тренд во науката, во светот, нешто што светот и научниците се стремат кон тоа да дадеме придонес кон глобалните цели за одржливост во секоја област, дали е тоа земјоделство, дали е тоа здрава исхрана, дали е тоа здрава храна, прехранбена индустрија и така натака, сето тоа потпомогнато со машинско учење, со математички модели и оптимизација на процесите. Целта на проектот е тоа. Меѓутоа, што е значајното она што Технолошко-технички факултет и универзитетот во целина ќе го добие, тоа што сите она знаење кои што ние го знаеме во текот на годините, нели се усовршуваме како наставници, ќе може тука да се имплементира, односно да поврзиме наука и пракса. Да вклучиме млади истражувачи, нешто што е тренд и нешто што треба константно да го правиме, не само преку овие научно-истражувачки проекти, туку и преку другите проекти кои што ги реализира УКЛО. Млади истражувачи, тука се тие дали се магистранти, докторанти или па студенти кои што се во завршните години. Како факултет, како Технолошко-технички факултет, сакаме да придонесеме кон тоа да имаме квалитетна наука, да придонесеме кон тие глобални трендови. Тука е смарт специализацијата, националната која што е усвоена, така да овај проект е во согласно со таа национална смарт специализација, значи придонесуваме кон економски развој на државата и на целото општество во целина. Професор доктор Весна Антоска-Најц, како главен истражувач на проектот Математички модели во машинско учење за паметно земјоделство и храна со повисока додадена вредност, зборуваше подетално за него. Суштината на ова е дека ќе се развие една платформа, односно еден систем, каде што ќе се прибираат податоци од различни извори, значи тука ќе имаме систем на податоци од дронови, ќе има систем на податоци од сензори и лабораториски испитувања. Оно што е важно, значи е тоа што ние ќе добиваме податоци во реално време и ќе се даваат препораки во реално време. Важноста на овој проект исто така се огледува на тоа придонесот на научното знање, односно интердисциплинарноста на овој проект. Како што и самиот наслов кажува, тука имаме и математички модели, и информациони технологии, и наука за храна, така и тимот на кој што јас сум горда, овде опфаќа, значи, професорите и од нашиот факултет, Техничко-технолошки факултет, но и од факултетот за информатичка и комуникацијска технологија, односно тука дел од тимот е и професорот, редовен професор Никола Рендевски, како и од факултетот за биотехнички науки, вонреден професор Благојче Најдовски, и исто така учество имаме и од факултетот за биотехнички науки при Универзитетот во Загреб од редовен професор Јасенка Гајдос-Плјушурич. Актуелноста или релевантноста на проектот е во тоа што проектот има потенцијал и можност, значи да врши навремени прибирање на податоци и превенција,
континуирано следење, но и усогласено со европските стандарди. Значи, проектот сосема слободно може да влезе во линијата на Horizon Europe во кластер 4 и кластер 6, каде што е Digital Industry и во кластер 6 Food Technology. Оригиналноста на овој проект се огледува во тоа што ваков проект е прв во Македонија, кој што ги поврзува сите овие видови на податоци и на крај, значи, добиваме повисока додадена вредност, затоа што ќе имаме податоци и хемиски анализи на производите, кои што пред да се постави системот и откако ќе биде поставен системот, со тоа што продуктот, односно она што ќе се разгледува од дали тоа ќе биде јаболко или било кое овошје, пред поставениот систем и после составениот, за да можеме да направиме компарација. Резултати кои што се очекуваат е да се зголеми ефикасноста, приносот и квалитетот на храната со повисока вредност, но исто така се очекува платформата да ја користат млади истражувачи, студенти, но и можност за комерцијална понатамошна комерцијална примена. Овој проект представува всушност мост меѓу науката и практиката, така да она што некогаш било многу далечно дека математика е нешто страшно, еве математичките модели ќе бидат применети и ќе бидат во согласност со она што ќе биде и пракса, за да го видиме на дело. Професорката доктор Весна Антовска-Најц потенцира дека овој проект од Министерството за образование и наука беше оценет со највисока оценка. Тука ќе направиме музичка пауза, па потоа ќе слушнете повеќе за одобрениот проект на Факултетот за биотехнички науки од Битола. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови сама ти. Лажеш ти, нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една, за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како
Министерството за образование и наука додели и грант за проектот Паметна платформа за мониторинг на крави и производство на функционален млечен производ на Факултетот за биотехнички науки Битола, каде како главен истражувач се јавува професор доктор Гордана Димитровска, која е и деканка на факултетот. На средбата со медиумите, која се одржа во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, таа посочи дека Факултетот за биотехнички науки по трет пат добива финансиска поддршка од Министерството за образование и наука. При тоа истакна: Во 2011 година добивме финансиска поддршка и опремување на лабораторија со софистицирана и современа опрема. Понатаму во 2021 година исто така беше добиена финансиска поддршка за акредитација на таа лабораторија и секако имплементација на стандард ISO 17025 и ова е веќе трет грант кој што е добиен од страна на Министерството за образование и наука од стратегијата за смарт специализација. Овој грант е насочен кон дигитална и зелена транзиција од областа на паметно производство и производство на производ со додадена вредност. Проектот носи акроним COTEC и предвидува развој на паметна платформа за мониторинг на крави и производство на функционален млечен производ кој што ќе биде произведуван исто така во нашата лабораторија за млеко и преработка на млеко. Проектот е со време трајање од околу 14 месеци, значи до крајот на октомври 2026 година. И би сакала да истакнам дека овие средства кои што се наменети за овој проект се во суштина наменети за развој на нов систем за следење на добросостојбата на говедата, набавка на лабораториска опрема, односно доопремување на нашите лаборатории во факултетот и секако потикнување на младите кадри како млади научни истражувачки профили да можат активно да учествуваат во проектниот тим на нашата институција. Како декан и како главен истражувач со гордост би сакала да истакнам дека проектот представува една заокружена целина. Односно, со научна, техничка, организациона и финансиска зрелост, со јасно поставени цели и секако индикатори, и секако е релевантен и актуелен во однос на глобалните и светски трендови. Овој проект мислам дека ќе даде огромен придонес за видливоста на нашиот универзитет во целост, а исто така и ќе донесе определени општествени и економски придобивки. Со проектот COTEC ја градиме иднината на паметното земјоделство. Преку примена на современи технологии и иновативни решенија кои придонесуваат за одржлив развој и секако за поголема конкурентност, а исто така и би ја зацврстиле лидерската позиција на Факултетот за биотехнички науки како и на Универзитетот Свети Климент Охридски во однос на науката и образованието. Воредниот професор доктор Борче Макариовски од Факултетот за биотехнички науки од Битола даде кратка елаборација за целите и придобивките од овој проект, како и за бенефитите кои ќе ги имаат крајните корисници. Како цели, уште кога започнавме со идејата за реализација на овој проект, произлегаа неколку цели, меѓутоа како најглавни, односно дефиниравме три цели, а тоа се дизајнирање, развој и имплементација на интегрирана, интелигентна, паметна платформа со која што ќе ја пратиме добросостојбата на говедата. Тоа ќе биде инсталирано на една експериментална фарма. Целокупната таа опрема се состои од комплетни тие IT алатки, да ги наречеме. Тука ќе вклучуваме сервер, сензори, антени со кои што во реално време ќе го пратиме целокупното движење на говедата кои што се дел од таа фарма. Ќе бидат поставени оглавници, или тоа се сензори на нивните вратови со кои што во реално време ќе ја пратиме нивната добросостојба, сите физиолошки промени кои што ќе се случуваат кај нив и ние како истражувачки тим и фармерот ќе знаеме што всушност се случува и доколку има некои проблеми, брзо истите би се решавале. Сега тој целокупен систем, односно таа платформа ќе биде поврзана целосно и со продукцијата на млеко. Значи самиот тој систем ќе ја прати продукцијата, количината на млеко произведено од секое грло.
ние како факултет, како втора цел, ќе го евалуираме квалитетот на произведеното млеко од две селекционирани, да речам, групи на говеди кои што ќе се наоѓаат во различна лактација, и од произведеното млеко ќе правиме функционален производ. Тоа ќе биде производ со дадена вредност, бело сирење со додадени зачини. Ќе потенцирам повторно дека производот ќе се произведува во лабораториите на факултетот за биотехнички науки и истото понатаму ќе го евалуираме, односно ќе го испитуваме неговиот квалитет. И како трета цел, која што произлегува од претходните две, тоа е креирање на статистички модел со кој што сите овие претходно наведени, значи добро состојбата на говедата, производството на функционален производ и квалитетот на млекото ќе направиме една корелација помеѓу нив, со тоа ќе го изработиме тој статистички модел, а врз основа на тие добиени резултати ќе се изработи некоја, да речем, IT алатка која што ќе ни помогне во реално време да ги гледаме, значи, сите проблеми кои што се случуваат на фармата, истите успешно да ги совладуваме. Понатаму, како главни корисници, се разбира, новиот проект ќе имаат сите научни институции, образовни институции, институти кои што имаат домен на работа во оваа област. Понатаму, крајни придобивки корисници биле и фармерите, агропрехранбениот сектор, значи сите тие институции и кои што се засегнати, да речем, со оваа проблематика. И на крајот се разбират, најголемите придобивки би ги имал фармерот со инсталацијата на таа, да речем, дигитална платформа, модерна платформа, како што напоменав претходно, во реално време ќе ги знае сите проблеми и интелигентно би ги решавал проблемите. Понатаму бенефит се разбира ќе имаме и ние како крајни потрошувачи со тоа што би произвеле, односно ќе произведеме производ со дадена вредност кој што ќе има антиоксидативна пред се активност. Понатаму бенефит ќе има и факултетот за биотехнички науки, бидејќи таа фарма која што ќе биде, да речем, експериментална, ќе представува и огледна фарма на факултетот за биотехнички науки, каде што сите студенти од сите циклуси, не само студентите од факултетот за биотехнички науки, сите они останати можат истата да ја користат за некои научни истражувања, а со тоа ќе ја зајакниме пред се врската помеѓу науката, образованието и праксата. На крајот сакам само да искористам оваа прилика да им честитам на сите добитници на грантови, да им посакам успешна работа и успешна реализација на проектите, а на нашиот уклон да му посакам во иднина да добиваме што е можно повеќе и национални и меѓународни проекти со што би ја зајакнале нашата позицијата на укло и на меѓународно ниво. Денеска во емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола ќе го представиме уште проектот на Научниот институт за тутун од Прилеп, но по музичката пауза. Останете со нас на 90,8 МГц.
Како што кажавме претходно, по денешното издание на емисијата со Универзитетот отворено на Универзитетското радио UKLO FM Битола, ќе го представивме уште проектот на Научниот институт за тутун од Прилеп, одобрен од Министерството за образование и наука. Се работи за проектот Информативен систем за агрохемиски својства и загаденост на земјоделските почви, а како главен истражувач на него се јавува професор доктор Билјана Јордановска-Шишковска. Проектот има за цел да изработи сеопфатна проценка на квалитетот на земјоделските почви во Република Северна Македонија преку современи методи за анализа на плодноста, присуството на хранливи елементи и потенцијалните загадувачи. Со примена на напредни технологии ќе се создадат детални карти за просторната распределба на нутриентите и потребите за јубрење, што ќе овозможи прецизно и одржливо управување со почвените ресурси. Крајниот резултат е воспоставување на национална платформа која ќе ги интегрира сите добиени податоци и ќе биде достапна за научници, земјоделци, институции и за јавноста, со постојана надградба и поврзување со глобалните иницијативи во областа. За Научниот институт за тутун Прилеп, како дел од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, проектот представува значаен чекор кон унапредување на научно-истражувачката дејност и примена на иновативни технологии во земјоделието. Тој го зајакнува капацитетот на институтот за соработка со тутунските компании преку обезбедување релевантни и прецизни податоци за состојбата на почвите, што ќе помогне во оптимизација на производството, подобрување на квалитетот и одржливо управување со ресурсите. На тој начин, Научниот институт за тутун од Прилеп го задржува приматот како клучен партнер и посредник меѓу науката и практиката во интерес на земјоделскиот сектор. Почитувани слушатели, тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио UKLO FM Битола, со напомена дека во следното издание ќе ги представиме проектите на Правниот факултет од Кичево и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, одобрени од Министерството за образование и наука. Уште да кажеме дека емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на UKLO FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
žrtva, ko ništo se tretira, sekoj tvoj uspeh, drugar go degradira, seko je tvoje dobro, do včera ke se pamti, sve što za drug ti praviš, na kraj ti se pak sam si, sekoj vetan voza, do posle ke se važi, koga ke dojde vreme, si te se trči laži. Uklo FM Bitola, август 2025 година. Избери квалитет, избери традиција, избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk